Кога зборуваме за Гостивар и за регионот, сликата не би била целосна и комплетна без приказните од и за нашиот вечерашен гостин. Човек кој што важи за хроничар не само на гостиварскиот регион, туку и пошироко, потпишан како автор на безброј репортажи, доаен на македонското новинарство, публицист и автор на над 10 книги. Киро Кипровски, добре ни дојдовте во емисијата Приказни од Гостивар. Добро ве најдов и на гледачите им посакувам пријатно да се чувствуваат. Верувам дека низ разговорот ќе дознаат многу нешта за нашиот град, за нашите луѓе, за оние што се сега и за оние што оставиле трага за овој наш убав град. Јас сум сигурна дека е така, имаме многу што да раскажуваме и кажуваме. Ќе зборуваме и за новинарството, и за пишувањето, и за некои случувања во Гостиварско и во Гостивар кои што може би за поголемиот дел од публиката се непознати, меѓутоа ќе започнеме од најновите моменти. Имате зад себе плодна творечка година, иако беа нели се соочуваме, цел свет се соочува со ковид пандемија, токму тоа може би и некако и ве инспирираше да се свртите кон пишувањето и да се посветите целосно на творењето и на пишувањето. Во наредниот период очекуваме 2 ваши книги. Ќе ни кажете за што поточно се работи? Па, јас од кога паметам за себе пишувам. Што значи дека уште во основно училиште соработував со Народна просвета, тоа беше едно списание за деца, излегуваше 2 пати во месецот. Кога завршив основно, продолжив да пишувам за Младборец и студентски збор и некако по некоја инерција Нова Македонија ме ангажира да бидам постојанен дописник на подрачјето на Гостиварска општина, на онаа која паметите од Бадовина до Лазарополе се простираше на 1310 километри квадратни и во неа имаше 86 селски населби со околу 130-140 жители. Тоа се моите почетоци во новинарството. Ќе се навратиме да кажеме што сега. Колеги кои ме почитуваат од сите места на Македонија, и радионовинари, и Танјугови, Мија, Нова Македонија, телевизија, вика, Кипрове, ти имаш од сите најмногу репортажи објавувано во весниците. Направи една книга, али ова ми оговориле на оние наши традиционални средби на Македонското радио и на средбите на новинарите на Нова Македонија. И тоа во мене си беше така, тлееше и ветив, сигурно Господ да ми даде здравје, јас ќе седнам и ќе пишувам. Пред една година имав ја промоција во Скопје на книгата на мојот другар Манеја Колевски, Македонија мојот копнеш, и тогаш во салата имаше на 350 посетители од врвни мајстори на перото и вика, докај си со книгата. И поранешната амбасадорка, инаку моја добра пријателка, беше и директорка на Македонската радиотелевизија Мелпонети Корнети, вика, докај си со монографијата за твоите текстови. Мојкам следната година ќе биде и ја ветувањето го исполнувам. Книгата е готова, таа има наслов Поглед низ времето. Така. Тука се поместени текстови од 68 година и во оваа прилика сакам да кажам дека меѓу првите текстови е текстот за Трајче Ристовски. Тој е првиот гостиварчанец кој беше на операција на срце во Хјустон, го оперира прочуениот светски кардиохирург доктор Дебејки. Не случајно го спомнувам овој настан, да ни послужи на сите како еден совет, како една паука. Докторот со писмо известува фамилијата за успешноста на операцијата,
да не се секира за сопругот, дека има од тогаш Југославија пациенти и други со кои разговара и времето брзо му поминува. Не само докторот, и главната сестра пишува неколку писма. Што значи дека таа практика од Хјустон треба и кај нас да се применува. Сега имаме ние посовремени методи и ефтини и телефонски и со електронска пошта и секако да на семејството ние имаме семејства кои што се оддалечени од градовите, се во села, кои што немаат можност, кои немаат луѓе. Затоа таа репортажа поместив меѓу првите. Како пример, да речеме, на хуманост, она што Да, хуманост, точно тоа е хуманост. Кога е пишувана таа репортажа? Таа репортажа ја имам објавено во Нова Македонија. Тоа се две репортажи во 1968 година. Како беше да се работи тогаш конкретно, еве да кажеме за оваа репортажа, ни што се поминавте за да го добиете крајниот производ новинарски, кој што ќе ја донесе целосната приказна, верувам дека не било лесно? Па, ако споредба не може да се направи тогаш и денеска, ја, например, отидов дома да го фотографирам, тогаш нема блиц, позаимив од фотографскиот Дујчан Венус тие рефлектори, 3 рефлектори, нарамо, зимно време, во куќата, па штекери, струјата слава, и сето тоа го фотографирав, филмовите ги испратив по автобус, текстот заедно со филмовите, па пишува на која поза кој се, и така стигна до редакција на автобуска станица шоферот. Го пречека материјалот, па после уредникот ми се јави дека се е во ред, дека секако што треба, и тоа за мене кога излезе, тоа се две репортажи објавени, едната пред доден операција, другата кога одеше на контрола. Ги слика со целото семејство. И тоа, мислам, и тие средби, тие разговори, затоа што во тој период немавме ние медиуми. И телевизијата што беше, тоа имаше многу кратки информации, радиото, дали имало струја или предавателот, и Нова Македонија и вечер. Сите чекале весник да прочитаат. Да, и весник, и тоа зависи во кој период, дали стигнал возот или не стигнал возот. Мислам, во едни тешки услови, такви били условите тогаш, меѓутоа ние како новинари бевме многу ангажирани, многу одговорни, и за разлика, да ви кажам, ја и сега пишувам, сега објавувам текстови, сега е песна да се создава. Например, тешкотијата во денешно време е тоа што весниците многу рано ги затвараат. Во 15, максимум 16 часот. А тоа треба да се чита утредента. Утредента. А во тоа време весникот се затвараше во 21 часот. Ако имаше некој исклучителен настан, јас се јавував, дежурниот уредник ме чекаше до 23 часот, за да може попладнето, раните утрински часови, возовите кои тргаат во повеќе правци, да вестникот стигне со вајдет. Меѓутоа, сме успевале. Не само ја, и други колеги. Имам ја многу анегдоти да зборувам за тие времења. Ја во 68 година Нова Македонија ме испрати во Маврово, се одржуваше тримеч во скијање помегу Србија, Црна Гора и Македонија. И надпреварите одлично завршија, меѓутоа во скијачкиот центар немаше телефон. Како ќе се направи новинарски извештај без средство за комуникација? Ја пешки заврши надпреварот кај 2 сатот, резултатите ги доби во 2,5, додека ги пресмета, и од скијачкиот центар Маврово до Маврови Анови 7 километри ги поминав за сат и 10 минути. Стигнав, поштата беше над мал одмор ресторанот сега, во едно мало одеќе, поштарот, оператор што беше, што треба одма, и се
телефоните со вртење. Ало, пошта Гостивар, да, овде Маврово, хитно дај ми Скопје. Чекај колега, ма хитно извештај треба се даде. И Скопје. Дајте ми бројот 31270 од Нова Македонија стенографско. Ама зборуваат, прекини ги овде од Маврово се имаме, не време, тешко се добива, одма колега. И стенографката, не знаат сите тамо, Кипро одма уредникот тука го чекат извештајот. И така со прекини, со тие телефони, али извештајот стигна, не самото извештај. Јас, затоа што не знам колку гледачите и вие сте биле во крајот Долна река, Мавровско, Мијачко, тоа прво патиштата беа многу лоши, недостапни, а да не зборуваме за телефони каде што имаше статични, дали во местна заедница или кај директорот на училиште или во цел регион, два телефони до кои што мора да се стигне за да се се каже. Може имаше десетинава, секаде и не работеа, скината жица, думнало ветре, знаете како беа жиците. Меѓутоа, јас сум задоволен и оние слушатели кои што ги интересира, можат од тие време и од тие години да појдат во библиотека да ги побарат, ќе видат извештаи кои што денеска се случувале. Ја, например, и во Трница. Ја го следев и председателот Минчев низ Мијачијата. Ја успевав по Шпиле, Трансфот, Дебар, филмовите и ти дадам, и тие со голема љубов, задоволство, можете да замислите Нова Македонија, старата зграда со универзитетот, цел Шрепер застанува тука, оди на Портино да го предаде филмот. Што значи и тие со нас учествува во создавањето на весникот, што беа многу љубезни. Не ми се случило да некој филмот да не го достави. Тоа, искрено ви кажам, во денешно време не можеш да замолиш ниту еден од овие возачи кои што возат одлични автомобили, а не можеме да оставиме филм. Додуше и сега и не е потребно електронски, али зборам за оној период кога компјутерите не беа присутни. Так. И живееме сега уште нешто да кажам, јас имаше снежно невреме. Патиштата блокирани, ја бев и управител на филијалното одморалиште во Лазарополе. Ние стигнавме, ама како да јавам и во редакција, и во Радио Скопје, за да родителите не се грижат за тие 70-тина зимовоци. И поштено беше кај Бошков мост, рече, може да ти врскам да ти дадам мој ме помагала да се качиш на бандера. Че се качам на бандера. Ја на бандера. Што се мора. Мора телефонот ти диктирам и за радио и за Нова Македонија. Значи, и тоа сум го правил. Али тоа сум го правил како одговорен кон читателот, кон слушателот, кон редакцијата. Кај мене и кај колегите во тој период немало што не може. Да се вратиме уште малку на книгата. Започнавме, кажавте еден текст со што се отвара. Што се друго содржи? Не можеме да кажеме што се, нели, поприлично е обемна, се работи за големо дело. Меѓутоа нешто што би можеле да издвоиме, кое што би било поинтересно за гледачите. Има многу интересни работи. Оваа монографија има над 530 страници. Се што е интересно од мојот опус е многу малку. Најнормално, затоа што имам јас над 10.000 текстови објавени во печатените. А во електронските медиуми и во новинарските агенции, исто ви кажам, не знам колку текстови. Да не зборам во мојата матична куќа Радио Гостивар, каде што секој ден има по 3, 4, 5 прилози, каде што сум имал емисии во живо, каде што имав ја секоја среда минути сом. Тука продуцира и Здравко Чолич, и Александар Сариевски, и Васка Илиева. Сите македонски есен, брачата Бајич,
мислам од естрадата Вера Ивковиќ, од југословенската естрада зборувам, Бајага, инструктори, значи таа емисија сме водел неколку години. Тогаш во спомен Дома на културата Асно, благодарение на тогашниот директор, покојниот академик Томе Серафимовски, тој имаше контакти со цела Југославија и немаше проблем Тозовац, Терза Косовија. Само телефонски ми дојаваше ти тука доаѓа. Тоа беше едно живење за градот. Во тие времеја телевизијата не беше толку моćна за да ние гледаме, али најдобро беше во живо. Терза Косовија по 4 представи за 2 дена. Едни излегува, тоа беше едно изводено доживување. А јас како новинар, бидејќи со Дома на културата и покојниот академик бевме добри пријатели, он напречи ми кажеше, ние тога немаме можност како сега кај сакаме да појдеме со камера, со магнитофон, во студио. Тоа е многу ја отажнува таа работа. И покрај што е тукат за настап, баравме термин, па и ние програма, ние немаме 2 студија, едно студио, за да може да се вклопи сето тоа. Ја вообичаено ги снимав предпладнето, тие ќе дојде на руче во тик-так и ја ќе играме тука. Тоа не е влезено во монографијата. Се што има монографијата. Монографијата имам ја поделено на неколку поглавија. Првото е поглавје кое што е многу интересно, а као печат на сето тоа, пред да почнам да кажувам, може камерата, оваа фотографија, слика е, колешка од Штип Нада Накова, дописи беше на Нова Македонија, поетеса, рече Кипро, јас сакам да ти подарам една слика моја како голем пријател и заслужуваш, вика, и јас сум воодушевен од Многу убав гест. фотографијата, а тој и печатот мој, не сам се споделам со Ѓорѓе Пулевски, кој што и во книгата го имам застапено, во Софија се откажува од државна служба само ради тоа што му дале услов, нема проблем, можеш да работиш, ама носијава да ја соблечеш, да облечеш градска. Ја вика, за никаква пара не се откажувам од мојот народ. Што е многу голема работа и тука има текстови. Се, например, после воведот, ја имам вдахновение. Во ова вдахновение се теми од религијата и ова, мислам, е интересно за читателите. Пишувам за рано христијанската базилика од 5 век. Открие нов археолошки локалитет на брегот на Мавроското езеро. Многу интересна приказка, многу податоци и кој што сметав дека треба да влезе. Понатаму имам репортажа за Бигорскиот манастир, реосветувањето кое што се случи во октомври 1998 година. Тоа е само 3 години по возобновувањето на монашкото братство. Имам за текст за основањето на црковната општина во Берлин, имам за прославата на 1000 годишнината на манастирот Свети Јоаким Осоговски и така, тие текстови е во првиот дел. Во првиот дел, исто и за изградбата на новата црква манастирска, потоа за крстот што се враќа за Водици. Може да се каже дека нема настан кој што не е бележан од вашето новинарско. Да, овдека поместувам многу интересна репортажа, поврзаноста на Света Гора со македонската земја е нераскинлива. Јас тамо бев и моја драга фотографија, игуменот на манастирот Зограф на Света Гора, господинот Амброси, ми овозможи, што тоа ретко се случува, да влезам во ризницата. Мене
игуменот на Бигорскиот манастир Партени, рече, кажете му, кој си, што си, вика, нема проблем. Со големо задоволство, и ова е жезлот на последниот архиепископ македонски Арсени. Тоа приказката, веројатно, ја знаат, али накратко ќе кажам, враќајќи се од Истанбул, каде што неправедно му земаат чинот, во Света Гора го завршуваат својот живот. Многу интересна репортажа. Ја бев на Света Гора 2 недели, посетив 10 манастири, и тоа беше за мене еден голем предизвик, и затоа објавив ја во утрински весник 10 репортажи од престојот. Втората глава доста интересна е, тоа е животопис. Тоа што ви зборував ево за состојбата. Ова е исто интересна репортажа. 75 години заеднички живот на баба Цвета и дедо Русе Чипровски. Тие кога починале во 1983 година, во брак беа повеќе од 85 години. Пред неколку месеци објавија дека тоа е рекордот. Да, не. Тоа баш сакав да речем дека може би ова е... Ова е рекордот. Да. Затоа што не е измислено. Ова репортажа е објавена во починка на 21 ноември 1972 година. Не може, а да не кажеме за председателот Тито, кога ги даваше во употреба мавровските хидроцентрали, нашиот сограѓанин Стојан Стојановски беше газда на Тик-так, тој го служеше Тито. Приказка за него. Значи, тоа е еден изводрени. Ова е доктор Русе Ростуше, кој што за тој крај Долна река изгради болница. И не само болница. Тој и директор и единствен лекар. Ден ноќе во служба на пациентите. По тие села, веројатно вашите гледачи знаат каде е Ростуше, Белемардо, Требиште, Лазарополе, Гари и така натаму, да оди и вамо жужњиот реке, каде што под кровските села се многу. Али ова на интересната, и ако може камерата да сними солзите на Нобеловецот. Зборуваме за Ферид Мурат, така? За Ферид Мурат. Да. Тој беше во посета на Гостивар во октомври 99 година, и јас имав таа чест и можност да ги добијам неговите биографски белешки пред да дојде месец дена, и во списанието Македонија објавив ја 3 репортажи и за него и за селото Лакавица. Неговиот престој го одбележав со извештај, али ова белешка мене ми остави солзите на Нобеловецот. Зошто солзите на Нобеловец? Затоа што човекот, без разлика дали е Нобеловец, доктор, обичен, тој има емоции. Кога се качи на бината, кога виде негови сограѓани од татко му, од корените, и кога се подсети од каде татко му дојдат, какви луѓе, пред да се качи на бината, му покажува слики од татко му. Му се представува роднини. И кога почна да зборува, почна да плаче. И не можеше да се соземе. И ја напишав таква една белешка, солзите на Нобеловецот. Интересно е за гледачите, тогашниот градоначалник, покоен сега, Јамин Нуридини, му предаде на Нобеловецот признание за почетен граѓанин на Гостивар. И потоа неколку пати дојдеше, ја регистрирав и средбата што пред 2-3 години ја имаше во Гостивар, точно 2018 година. Да. Мислам, овие се луѓе кои што оставиле и афирмирале не градот Гостивар, Македонија, Балканот. Да. За Гостивар, за Лакавица, преку Нобеловецот се слуша за секаде. Не мора се да кажуваме, меѓутоа имам репортажа и за доктор Жан Митрев,
тој почна да гради стационар во Галичник, ништо помалку не е незаслужен, многу заслужен, не е гостиварченец, ама целиот работен век го помина во Гостивар професорот доктор Вангел Стефановски. Целиот свој живот го посвети на рибарството во Воруток. Тој е таткото на Златната пастерка. Така. И сега многумина не знаат. Оди тој на научен симпозиум во Америка. И тие викат, и ние имаме Златна пастерка. Вика, и ја имам. Само Вангел има пред американците и по друга метода. Што значи дека и многу има соработувано со академијата и уште се работа. Ова е многу интересна, на дијалекти јам пишувано. Жена е тетовчанке, мужи гостиерски, од тетовски колтук у Гостиер. Како цивилизацијата. Еве, улицата 29 ноември, Милош Смилјановски, кој што така има водено евиденција, записи. Ова е исто интересно, ова е битолченка, Јана Котеска, манекенка, дизајнерка, водителка, комунитарка, која што ги има носено моделите на Армани. Манекенка на Армани. Интересна приказка каде што таа објаснува како успеала Да стигне до таму. да стигне до таму и како успеала да го совладат карцимот на дојка како млада. Многу интересна репортажа. Сега малку од историјата. Овој господин е Паскал Трајковски од Дув, кој што живее во Молдавија, во Кишњев, и тој со многу македонци, кој викам македонци, не мислам понесам македонци од овој регион. Жители. Да, Така. учествуваат во борбата за ослободување на Србија од турското робство. Тие им ветуваат дека кога ќе се ослободат, на Македонија ќе им помогнат да и тој народ што живе да се ослободи. Меѓутоа, ги лажат. И тој се откажуваат од орденот на кралот Петар, се откажуваат и од земјата што му следуваат како учесник на борбата, само ради тоа. Сега ќе дојдеме на уште една интересна приказка. Овој господин е Мазлав Идризов Шаини. Ова приказка ја пишувам 30 години. Господинот му бил личен водач на египетскиот крал Фарук. Ја го барав под дрво под камен да го направам разговорот. Тој живееше во пензионерскиот дом, не каши Стопанска банка, односно беговата куќа, сега Ветро. Ја многу пати одев, тој не е тука. И чичко ми покојни имаше брашнарица и одам карево, зашто и татко ми и срико ми беа во Александр. И така му викам, чиче му викам, Мазлама да не го знаеш. Како не рече, еве ти го тука. Седна тој тука, прав Се Господ. погодил моментот. Погодил моментот. И му викам вака, знаеш што, ја утро одам на одмор. Кога ќе се вратам, нема проблем, ќе се немама, јас си направив разговор. Само слики и уште некој прашам. Тој оди на одмор, ја одам вежба. Тоа е 70. Не вежба, туку војска. 75. И јас се враќам, тој умир. И си викам, мајко му, сега што? Мој добар пријател, Мучо Џафери, од пристојница, работи во Берлин. И многу блиски пријатели. И седиме во Солун, ручаме вамо, там и дојдат темава. Абе, му викам, Мучо ти, па рече, тој ми е чичко, татко ми мој, и татко му се браќа, ние сме братучени први. Дали има слики? Имам. Ми ја даде оваа фотографија и ми даде фотографија официјалната како гардиста на кралот.
Еве го, мучил. И само ти кажам дека репортажава си чекаше, ама ако новинарот е настојчив, ќе си ги сложи коцките и обив 2016. Само од 1985, од минатиот век, во овој век. Новинарскиот живот е полн со предизвици, полн со многу несекојдневни случки, треба да се снајдеш, некогаш треба и да има среќа, ама треба и многу упорност да имаш. Тоа е точно. Еве се, например, ова е од Струга, копаничар, Методија Столески, сосем случајно, моабетчиот човек како и мене. Зашто го споменувам и зашто го напишам? Тој изработува Дуборс. Не знам колку цркви, колку кабинети ги има опремено. Тој е професор. Со летото успева 3 деца да ги образува високо. Тој во војска пишува роман. Му го земаат романот, му даваат пари, му викаат да не го објавиш толку години. Кај што Делка слуша радио конкурс за песна. Учествува прва награда. На друго радио учествува за драма. Прва награда. Значи, уметник сестран. Што значи дека ние имаме многу значајни. Еве, дојдовме и до Паскал Сотировски. Тука е тема која што многу интересна за нашиот сограѓани, иако е од ДУФ. Меѓутоа, многу има направено не за Македонија, не за Балкан, за светот. Тој е директор на обсерваторијата Медон во Париз. И за него треба 100 часови да се зборува. Ова е сна од Гостивар, која што во далечната Скандинавија е избрана за херој на едноставност, инаку доктор по електроника, која што е во врвот на пирамидата на раководните луѓе во таа компанија. Само дека имам глава, не заборав. Ова е веќе друг дел, да. Ова е интересно. Оливер е фрли поштата во Вардар. Кој е Оливер? Оливер е италијанец. Овој текст го е објавено пред 1. мај на 30. април 1983 година. Ѓоко Кузмановски од Скоевската организација е многу близок со неколку војници од италијанците. Тие воопшто не се окупатори. И заедно со тој Оливер успеваат стражарот да го заспијат, да го опијат и телефонската централа ја земат и ја фрлаат во Вардар. Македонски поштенски марки во 44-та на 8 септември, дали случајност, коинциденција или датумот. Датумот, 8 септември. Ова е за Цер, за Христо Узунов. Значи, јас сум модел. Ова е исто интересно, гостиварски приказни од пред и по освободувањето на Гостивар. Доста интересна репортажа. Од тој период па и не може да се најдат многу податоци, затоа што сега ајде на интернет основни податоци нешто ќе се најде, во книги баш и нема. Ама и во интернет некои податоци не се и точни. Овдека имам Незаборов за снежната трагедија 60 години Маврово. Зборуваме за трагедијата при изградба на Лавините, хидроцентралите, 56. да. Овие се демонстрациите на македонците низ Европа, тој има филтон. Објавам само еден дел, фотографии, сето тоа што треба. Ова е позаборавена историја за Битуше, во лоша состојба ја најдов печатницата. Мавровските светлини зрачат живо за Македонија, за хидроцентралите Маврово. Да, и нивното значење. Рековме, книгата има над 500 страници, но ако треба да ги соберете сите текстови што сте ги пишувале, тога сигурно треба да правите книга со 5000 страници.
Па не знам дали и тоа ќе биде доволно. Затоа што ја по евиденција имам над 10.000 текстови во печатените медиуми. Нова Македонија, Утрински весник, Македонија тоа списание за нашите иселеници, а да не зборувам за Арена, да не зборувам за Виесник, да не зборувам за спорт, спортски новости. Значи, ја ова само за овие вестници, а да не зборувам за Радио Гостивар, за Мија, за Тањук, за Радио Скопје, за Радио Берлин, за Радио Дојче Веле. Како беше машината за пишување да се замени со компјутер? Па мене не ми Со представуваше, тастатура? не ми представуваше тешкотија. Ја брзо навикнав ради тоа што машината за пишување ги има истите функции што и компјутерот, само што компјутерот е многу полесно. И сето тоа што пишуваш го чува, а вамо тоа што ќе напише на хартијата треба да го искинеш па да пречукаш ако сгрешиш. А вамо ти е тука, поправаш. Мислам, 1000 пати поедноставно, подобро, поквалитетно ги сочуваш документите, фотографиите, можеш долниот текст да ставиш горе, горниот доле, средина, а вака кога ќе прочиташ ќе видиш дека цела страница мораш да пречукаш за еден ред или за два реда. Мислам, компјутерот многу го, иако помладите колеги во радио не сака, али после кога видела благодетите на современоста, прифатија. Так. Малку кажавме нешто како било новинарството порано, какво е сега. Вие сте уште активен во новинарството. Направете ни наку со една споредба или кои се тие моменти што можеме да ги издвоиме ако треба да се зборува за разликите, каде се разликите, а каде се допирните точки, затоа што не само технологијата и начинот на сваќање на работа на новинарите, мисијата на новинарството е некако променета во денешно време. Да, констатацијата ви е на место. Наполно се слага, меѓутоа има исти работи и тогаш и сега, али разликата во тоа што мојата и пред мојата генерација новинари, дали од Нова Македонија или Радио Скопје, кои што беа кучи за создавање на новинари. Ден денеска квалитетот, не сакам да и навредам и овие кои што имајут нив, кои што завршуваат факултети, вредни, писмени, талентирани, активни новинари. Меѓутоа, грото, не сакам да навредам никого, залутале во новинарството. Новинарската професија е пред се да имаш талент, дарба и љубов. А инаку притисоци имало и тогаш и сега. Да бидеме начисто, меѓутоа сега е поизразено партиски, кој што ја имам време и кога немам време кај мене уклучено и радио и телевизор, не може извеште доди на сите телевизии, само ликот е различен. Тоа се партиски софтенија, напишани како текстови, во вестници, неподпишани, ја и со уредници сојга, што да правиме? Менуваме цели страници, дојде од него, дојде од тоа. Тоа кај новинарот создава голем револт. Затоа што новинарот гледа со очите, вложува труд, сака вистината да ја пренесе на јавност, а не денеска дошол на функција и се тој ќе кажува. И мене, и тогаш, и сега ми смечева, кажа тој. Ја наполно, кој е тој да кажува? Ја сакам да слушнам, еве ја ќе ви кажам конкретен пример во зградава, кај што го снимаме разговор. Тука беше старата зграда на Домот на културата и Работнички универзитет. И ја имаше некој состанок и рекоа да се реконструират. Ја уште тој им реков, нема потреба од реконструкција,
да се урне од она што има вшетано, од железниска станица, Булеваров, беше зацртан, тоа беше на улица Гоце Делчев, да излезе ке Силика. Значи, во светот има исток-запад, браќа Джиновски веќе беше проектирана и му към Гостивар за секогаш ќе биде растоварено сообраќај. Не, кажа председателот на социјалистички. Јас сакам своја, што тој знае, дојден од некаде, не бил некаде да види. Истото анегдота за Гостивар за стоковната куќа. Подпредседателот Ѓоре Луцевски, тој шетан човек во Америка родени, викат стоковнава куќа е лошо местото. Брзо ќе дојде време кога ќе нема ке да се остави авто, да се повлечат тука поштата, да тој еден центар, да има голем площад. Абе, пуштите го еден. Тој се беше во Америка и мисли дека и Гостер. Еве и Гостер дојде во Америка. Значи, нас ни требаат луѓе со визија. А луѓе со визија се оние кои што се образовани и оние кои што го виделе светот, кои што гледаат каде. Секој од некаде зема по нешто. Тоа ми беше зборото, инаку притисоци имало и че има. Да не останеме должни на гледачите, ова е првата книга која што наскоро ќе ја промовирате, која е втората, зборуваме за годинава, затоа што на почетокот спомнавме дека подготвивте две книги. Оваа книга од печат треба да излезе на 10. Ова е првиот пробен примерок за да направам последна редактура. Втората монографија ќе излезе до крајот на месецот и таа е околу 500 страници. Тоа е иконата на Бистра, закривник на православието. Во неа имам поместено текстови од возобновувањето на Бегорскиот манастир, мислам на монаштвото, кога почнуваат народот да го посетуваат и на празници, порано беше како споменик на културата. Се она што е изградено за духот, за интересно, мислам, за сите гледачи без разлика од која национална структура, етничка, партиски и така натаму, отец Партени со неговото монашко братство, што е за огромна пофалба, што многу наши млади деца излечи од пороците. И од Гостивар има. Има и македонци, има и албанци, има и турци. Јас сум ги посетил, сум разговарал. Вие не знаете што значи психата. Еве ќе ви кажам еден пример, без навреда, без ова, поучен пример. Мене ме запознава отецот со еден младич, прекрасно момче од Беловиште. Да се лечите од дрога. Му доаѓаат неговите попладне кај 5-6 сатот, некој во Германија им почина. И викат, ајде, утре ќе биде погребот. Не. Ја додека отецот не ми даде благослов, а благослов да го пушти, ја не ги напуштам портите. Ќе дојдете вие утре. А сега отецот се повлечен во келија, не може. Утрената овие дојдат што отецот ми даде благослов. Тоа е многу во психиката. Значи, знае... Баш тој духовен мир кој што му треба на секој човек. Исто и од Равен, исто и од Дув. Значи, ја имав средби со нив, од Скопје, од Гостивар, и Србија, има дури од другиве околни држави доаѓаат тука, затоа што родителите бараат спас. Вие не знаете, ја имав разговарано и со родители, и со нив, какво зло е во едно семејство. Викат, осиромашевме, се разболевме сите, не знаеме од каде ќе земе, што ќе продаде. И сега се спокојни и многу од нив доаѓаат во манастирот да помагаат кога се тие слави, да ги видат луѓето, монасите, им носат подарок, благодарност, со цело семејство. Жените, децата се радост, затоа што категорија не се само на жените
И тоа е исто тема, на два пати имам обработувано, инаку за сето тоа што е изградено, за тие служби. И тука има некоја сила, да ви кажам. Ја, например, случајно ќе се најдам во Бигорски, нешто интересно. Ја одам во Бигорски, доаѓа двајца црнци од Фуџи, Австралија таму. Тие биле на служба во Приштина, зеле да посетуваат. И тука доаѓаат и мене монахот да се викат Кипро, имаш одлична тема. И со него, Моабет, разговори, прекрасни луѓе, викат неводушеви иконостаси. Понатаму, ја доаѓам таму, јапонец со бели супет. Трнал 7-8 години, светот да шета. Како дошол во Бигорски, ама како ја Баш да во дојдам, истиот момент. Во истиот момент го сликав, направивме муавет, јадевме графче и го испративме за чафасан преку струга за Албанија. По картата си имаше се дневници, филмови, ова. Значи, и такви, и доста такви репортажи имам во таа книга, понесено, таа треба да излезе негде до крајот на октомври. Промоцијата ќе биде негде во ноември. Господин Кипровски, јас се надевам дека ќе не поканите на промоција и на двете книги, ние со задоволство ќе одбележиме и ќе присуствуваме. Ова време беше ограничено, ама ја малку повеќе зборував, затоа што навистина и кој да е, кратко, овие не е една книга со една содржина. Ова е книга со 180 содржини. Мислам, интересно да се каже за спортот. Мислам, ја тоа, ајде тука имам една убава репортажа, мора да се каже дека нашиот крај беше домаќин на светското првенство во кајак на диви води. Тоа содржа во далечната 75-та година, 25 јуни сум го напишал за Радио Гостин. Мора да кажеме дека фудбалскиот клуб Маврово, аматерски првак на Југославија. Тоа е 68 година, а во 82 година општината им додели признание. Спортската сала Младост, турнир за отварањето, учествуваше Црвена звезда од Белград со прочениот легенда, тренер Ранко Жеравица. Еве заедничка слика на двете екипи. И ова, иако не е од Крајов, али од Македонија, тоа е трката тешка пречеколичествен за сегашен селектор Жоко Диневски во класични дисциплини. На светското првенство тој последен стига, многу се откажуваат. Меѓутоа во моментот, еве таа фотографија најдобро говори, кога ги доделуваат медалите и букетите, второпласираниот скока, го зема за рака, го качува на бина, букетот му предават, цел стадион, 60.000 аплодираат Џоко Џоко. И кога завршува, во хотелот, шефот, торта огромна за Џоко, цела сала аплаузи. Вечерта тој над 100 телевизиски интервјуа дава за сите тие шведска, данска, финска и други. Во сите вестници на насловни страни Џоко Деневски. Интересна репортажа, така како на крајот, а инаку и претходно вестник без црна хроника не е, а јас ставив опачени на животот. Тука имам неколку животни приказки, а до една страна, црната. За жал, животот има и таква страна. И мислам дека гледачите треба да ја прочитаат. Тоа е како еден совет, како не треба да се практикува, да се одбегне во таа насока. Неколку репортажи од бројните има во Нова Македонија колумна, во која што секоја недела е, али не може се, одделив само неколку. Да. Може би ќе направите и втор дел здравје.
Па, видите, овие се текстови, мислам дека не реков дека не, меѓутоа овие 530 и неколку страници со фотографии, морам не да се пофалам, ја секогаш сум бил новинар, фотограф, тон снимател, камера и возач. Значи, во мене секогаш било 1 во 5. Ја го заменав колегата Владо со камерата која беше со филм. И морав ја 16 метри се да снимаш. За радио гостија секогаш ухерот на рамон. За вестниците апаратот. Клучот, колата, сам низ сите планини брда и со велосипед, зависи настанот. Нема каде да појдам, а да не се вратам со текстови, со репортажи. Едноставно новинарскиот живот е еднаков на секојдневниот живот, Да. сето она што така, што го доживувате го фаќате во белешка. Изрека новинарска, новинарот нема работно време, ама нема ни слободно време. Тоа веројатно и вие, колешки и колега, го имате почувствувано. Да, Значи, секој сме ние, 24 часа, секој 7 сме ние дена. да се на штрек. Да, да. И од најубавата веселба мораш да идеш на настан. Како што смоделе железничката несреќа, Гостивар тето, ти тогаш не знаеш. После ова Гостивар Кичево или лавините во Маврово, ние се вративме од комеморација од Мавровјанови за трагедијата 56-та година. Во истиот ден, неколку часови потоа, лавини порадиха. Баш таквите, за жал, лоши настани не бираат ни време ни место, меѓутоа тоа е тоа. Новинарите се научени во било кој момент да треба да реагираат, И секогаш да реагираат. да се концентрирани и секогаш да ги наладеат емоциите, да се наладеат себе си и пред себе секогаш треба имаат професионалноста, љубовта, одговорноста кон тоа што се пишува. Треба малку и да застане новинарот пред да го дадете извештајот. Затоа што човекот, ние сме многу ставени на една ветрометрина. Секоја професија ќе може да застане. А ние, гледајќи го часовникот, морам да стигнам. Да, со крајни рокови, со Да, го губиме трчање. контактот со реалноста на текстот. И мислам, тука го правиме она што не треба да направиме. Тука грешиме. Дали во насловот, зборам за вестниците, дали во најавата. Едно мислиш, ама во моментот, зашто викам, текстот треба да се читати од озгора нагоре, да се соочат грешките. Ја мислам едно, зашто ја брзо пишувам и компјутерот не може да ги прифати, се прават грешки и тук, кога јас сами очитам, не е возможно да тоа свој. Али од таа брзина, тие технички грешки ја менува сета слика и значење на текстот. Направивме многу муабет, разговаравме за се и се што. Јас сум сигурна дека ќе правиме уште една емисија, затоа што остана многу работи и некажани. Вие сте жива енциклопедија, може уште многу да се зборува со вас. Ми беше чест и задоволство и како, да речем, домакин на оваа емисија, меѓутоа и како ваша колешка што прифативте поканата да ни гостувате. Ви посакуваме пред се добро здравје, потоа успех и уште многу новинарски и литературни творби. Ви благодарам многу што ме поканивте да ги изнесам моите сеќавања низ текстовите. Може би бев досаден, затоа гледачите ги замолувам да ми опростат. Ако некој е заинтересиран, после 10 ќе објавам кога ќе биде промоцијата и некој сака да има книгата, затоа што многу личности од поранешните генерации, од сегашни ги има во книгата со име, со презиме и на фотографија. Уште еднаш ви благодарам.
Благодариме уште еднаш. Почитувани гледачи, вие останете да ја следите редовната програма на телевизија Кисименада. Регионалните вести се во 22 часот.